Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, во очи најголемиот Господен празник, еднаков со Божич и Пасха, сошествието на Сесветиот и животворен Дух врз светите апостоли, кој што е и целосно откровение на нашиот троичен Бог, Отецот, Синот и Духот Свет, поради што правото име на утрешниот празник е Света Троица, името на нашиот Бог, но и роденденот на Светата Православна Црква. Се собравме денеска уште еднаш да се спомниме на сите наши упокоени, за кои што безброј пати сме рекле и додека сме живи ќе повторуваме и ќе сведочиме дека се живи, а не мртви, бидејќи Бог е Бог на живите, а не на мртовците. И со намера ние, живата Црква Божја, спомнувајќи се на нив, да испросиме од Бога олеснување од товарот на неисповеданите гревови со кои што преминале од овде таму, бидејќи тие сами за себе од андестрана на овој свет ја немаат таа можност сами за себе да се молат и уште помалку од таму за нас овде да се молат. Затоа ние денеска го молиме Троичниот Бог, Отецот, Синот и Духот Свет, да ги прости сите согрешенија, направени со знаење или со незнаење, свесно или несвесно, намерно или ненамерно. Со намера очистени од товарот на гревот, да влезат во царството на Троедниот Бог, за кое што и ние овде се спремни. Тоа е едниот дел од медаљата, едниот дел од приказната за човекот. А вториот дел се однесува на нас, живите, кои што доаѓаме да се сетиме на нашите предци, упокоени родители, браќа и сестри, сродници по тело и по крв, наши пријатели и другари, кои што не напуштиле и се наоѓаат таму каде што и ние ќе отидеме, не чека. А ние треба да сме свести за тоа и да живееме така што ќе ги исполнуваме заповедите Божи по целосно единство и нераскинливо единство и заедница со Троичниот Бог наш. Така да не само нашите упокоени предци, браќа и сестри имаат полза од нашите здушно изречени молитви пред Бога за нивно спасение, туку и ние, имајќи ги нив пред себе, да се поучиме од се она што го создавале како добро во слава Божија, ама и од нивните грешки, кои што го отежнуваат нивното спасение, нивниот влез во вечност. Уште сега и овде да заработиме подвижнички,
влезницата, картата за влез во царството на Троедниот Бог, со што целта и смислата на нашето сегашно постојање е токму таа, да се влезе во вечна заедница со Троичниот Бог, растоварен од се што е спротивно на нашата природа, односно противприродно, и се што нормално не е, односно ненормално, а ненормално е се она што не припаѓа на нашата природа, а се вселило во неа по наш немар, по силата на нашите слабости и по силата на нашите страсти. Господ, всемилостивиот, нашите надежи се во милоста Негова кон нас, ама нашите беззаконија не можат да бидат излечени, исцелени, убиени, уништени. По милоста на Троедниот Бог и Неговото човеколюбие, во целосно отсуство на нашиот труд, на нашиот напор да биде така. Секој одлагање во надеж дека Господ е добар и милостив, поради што до смртта наша можеме да живееме како што сакаме, а потоа Тој по милоста своја ќе ни прости се, ќе ни прогледа низ прсти, е жива лага. Судот Божи нема да биде таков, протекционистички, туку праведен. А судот Божи е праведен, зашто судот Божи за човекот е љубовта Божја спрема човекот, а не некој кодекс на канонски правила и закон. А е таа љубов Божја која што ни е дадена безусловно е нешто што ние треба да го примиме и да го заслужиме, не затоа што Бог од нас нешто бара или од нас има каква годе потреба, туку затоа што нашата совест го бара тоа од нас. Да му угодиме на животодавецот, на чуварот на нашиот живот и на Спасителот на нашиот живот. Амин. Амин. Бог да ги прости сите крстени души. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Најмили мои, му благодарам на Бога што и оваа година воочи празникот на нашиот Бог, троичен, во единица, Отецот, Духот, Отецот, Синот и Духот Свет, да се спомниме молитвено на нашите славни калишки игумани Ефросинија и Ирина, чиј живот беше целосно подреден кон последните зборови од православното исповедање на верата, ко чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. По таа смисла мати Ирина со известна доза на хумор знаеше да каже после секоја наша забелешка дека е неуморна и дека треба малку да си посвети време за незиното здравје, да каже дека одморот ќе го одмара испод плоче. И таа сега го живее својот одмор. Чаю воскресенја мертвих и жизни будущего века. Амин. На многаја и вечнаја века. Амин.
да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, има нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за заемодавац. Едниот му должеше 500 пенази, а другиот 50. Но бидејќи немаа тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ке го милува. Само одговори и рече, мислам оној кој му повеќе ми прости. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твоето, ти ми вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми обли нозете и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.